Сетолчани, но и жители на околните села на денот посветен на рожденството на Пресвета Богородица, кај народот познат како Мала Богородица, традиционално се собираат на заедничка прослава. Црковниот храм Света Богородица беше претесен да ги прими големиот број верници кои дојдоа да се помолат за здравје и да запалат свечи. Голем дел од гостите редовно се присутни на овој ден, поради како што велат прекрасната природа и можноста да се видат со роднини и пријатели. Секоја година сте тука и сте со куќа дека живееме преку цело лето. И така, за секој празник, не само за овој, за Пречиста и за Водици, сите три слави си ги правиме селото. Сетоле ми се свиѓа, затоа смо направиле викендица овде. Ова е многу убав празник и голем празник, Богородица мајка, но сите нека им помогне на нас, децата нека се здрави и живи, мир да има. Колку често, секој празник, секоја недела, секој слободно време. Ние сме тука и така. Сетоле нема ни едно село поубаво. Најубаво село е Сетоле. Па ја пошто често доаѓам овде, другар ми е од Савова, Љупче. Убава традиција биде. И доаѓамо секоја година. И као дете сум ишел поранко, но тоа било пред 40 години може, па се лани и година ми е повторно. Се зове Салбава Уо. Чардак Сетоле се викала, па така го викале, Чардак Сетоле. Најубаво село, Брцко, така ги викале старите. Идемо скоро секоја година, се видеме со пријатели, со другари. Што се менувало со текот на годините? Се менјало односот, обичајот многу. Порано било подруго, се подруго. А масовноста? Како? Масовност, људи, многу. Зависи од времето. Денес е поладно, пошто работен ден, послабо има. Јаш имало повише. Имало и музика. Сија малото, што знам зашто? Нема. Подслужената богослужба прота Предраг Исаевски ги прережа славските колачи принесени од сетолчани, кои овој празник го имаат за домашна слава. Кумскиот колач беше поделен меѓу присутните, а среќата да го најде паричето ја имаше Костадин Трчевски од Сетоле. Многу радосен и прво сум благодарен што е ова на културен начин. Значи нема намешарка. Ова е среќа. А и пред 10 години за Водици, прв пат кој сме решиле да делиме, да има кумство, тогај со жребка ми падна прво мене. Од тога е почнало прво мене. Сега ми е втор пат ова. И сум многу благодарен. Посреќен не можем да бидем, а јас сум меѓу постарите жители. И овде сум скоро од март месец редовно жител на овде. Гостите и домаќините потоа седнаа на заедничка постна братско-сестринска трпеза на љубовта. Дел од нив понесени од атмосферата запеа и народни песни. Во родното Сетоле денес наврати поетот Илија Петровски, кој за оваа прилика напише и литературна творба. Сетоле е село со векови старо, тоа го знаел дури и царот. Сместено е негде долу под шара, во него се наоѓа мојата куќа стара. Тука се родив, детството го минав, првите обувки тука ги скинав. Зелени ливади крај селото има, убаво е тука од пролет до зима. Тука течат чешми со бистра вода, многу сум среќен таму кога одам. Го сакам селото, во душа ми лежи, гледајќи ги празни куќите, на срце камен ми тежи. Празнувањето на раѓањето на Пресвета Богородица продолжи во дворот на црквата во Сетоле, но и по домовите на сетолчани.